30 на млади од Источнопланскиот регион од денеска ке учат како да влезат во светот на предприемништвото во рамките на школата за иновации и предприемништво, која започна со работа во Делчево. Експерти и консултанти од областа на предприемништвото ги учат младите како да ја развијат својата бизнис идеја и да помогнат во локалниот развој. Преку разработен систем те ќе поменат една методологија и технологија како она што го размислуваат како идеја, било да е иновативна, било да е за нив самите да отпочнат бизнис, да ја развијат во нешто што ќе може да комуницира со тие што може да ја финансираат. По завршувањето на школата, бизнис идеите ќе бидат оценувани според степенот на нивната иновативност и нивната одржливост, а Фондот за иновации од оваа година ќе финансира најмалку еден проект од Источнопланскиот регион. Врз основа на таквата оценка, тие што ќе бидат најуспешни, ќе добијат поддршка во дел менторирање и насочување. Како тоа што го одработиле на школата да го преточат во конкретна акција. Школата за иновации и предприемништво е дел од активностите на бизнис центарот на Источнопланскиот регион, поддржан од Министерството за локална самоуправа и UNDP. Ке се создаде на синергија помеѓу општинските раководства, значи општините, градоначалниците, советите, потоа центрите за поддршка на планските региони и она што е многу важно, тоа е невладиниот сектор, бизнис заедницата и тука сега го вклучуваме и научниот сектор. Очекувам дека на долги стази ова ќе донесе многу продуктивност, бидејќи сепак живееме во 21 век, имаме потенцијал, имаме кадар и сметам дека од оваа школа ќе излезат многу иновации во иднина. Бизнис центарот во ИПР постои веќе 2 години. Организиравме 7 информативни советодавни средби за мали и средни предпријатија и изработени се одлични стратешки документи, а тоа е водич за инвестиции во Источен плански регион, програма за поддршка на мали и средни предпријатија. Обуката во Делчево ќе трае 5 дена и е прва од двете предвидени школи за иновации и предприемништво, зашто учесниците ќе добијат и соодветни сертификати.